Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во Дневникот на Телевизија Плюс. 80 години од издавањето на Бели мугри. Успешни кумановци на државен надпревар. Се одржа маскенбал. Основното училиште Кочо Рацин денеска со изложба на портрети од најпознатиот македонски книжевен деец и литературен конкурс одбележа 80 години од издавањето на збирката Бели мугри. Повеќе на оваа тема во прилогот што следува. Со изложба на портрети на македонскиот книжевен деец, Кочо Рацин и литературно читање, истоименото основно училиште одбележа 80 години од издавањето на најпознатата збирка Бели мугри. Портретите се дело на академскиот сликар Ангел Петров од Велес. Во нашето училиште имавме чест да присуствува изложбата на прекрасни уметнички фотографии од Велес со ликот на Кочо Рацин, кој што е и воедно и патрон на нашето училиште. Поради тоа беше распишан и конкурс на тема за ликот на Кочо Рацин, на кој што видовте имавме прекрасни творби. Можеме да кажеме дека сме горди што нашето училиште го носи неговото име и го прославуваме светнатиот ден. Пред присутните ученици и наставници се обрати Светлана Петрова, директорка на Фондацијата за култура Ангел Петров. Целта на оваа изложба е да се промовираат портретите на Кочо Рацин во училиштата кои што го носат Рациновото име. Овие дела се изработени во маслена техника, во пастел и во молив и комбинирана техника со акрилик. Овие дела се изработени од академскиот сликар Ангел Петров од Велес, која има направено една студија од 50 години и таа студија содржи 200 Рацинови портрети. Ние не бевме во можност да ги донесеме сите, али вас, учениците на школото кои што го носите Рациновото име, ви донесовме 20. Оваа изложба продолжува да го помине патот низ Македонија, во училиштата кои што го носат Рациновото име, за да потоа премине во странство, каде што Рацин е преведуван на македонски јазик. Основното училиште во рамки на манифестацијата ги награди најдобрите ученици од 4 до 9 оделение, кои учествуваа на литературниот конкурс за ликот и делото на Рацин. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 34 годишен жител на село Билјановце Кумановско поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, на 8 месецов во Куманово полициски службеници извршиле преглед над пријавениот, при што пронашле и одзеле марихуана. Исто така, при претрес на неговиот дом била пронајдена и одземена марихуана. Десетина средношколци од Куманово освоија награди на државниот надпревар на млади истражувачи од Македонија. На надпреварот учествуваа 144 средношколци од целата држава, на кои учесниците има можност да презентираат научно-истражувачки проекти во 23 области на природните и техничките науки. Надпреварот е поддржан од Министерството за образование и наука. 5 ученици од Средното техничко училиште Наце Буѓони, еден ученик од Перо Наков, како и ученици од гимназијата Гоце Делчев се наградени на 55-тиот државен надпревар на млади истражувачи од Македонија, што викендов се одржа во Средното стручно училиште Перо Наков. На надпреварот за своите истражувачки проекти прво место од Средното училиште Наце Буѓони освоија учениците: Бојан Божиновски во категоријата примена на софтвер, Данило Гишевски во категоријата дизајн на веб страници и Теодора Атанасовска во категоријата микробиологија. Две ученички од истото училиште освоија трето место на надпреварот: Јована Даштевска во категоријата фармација и Гала Арсовска во категоријата агротехника. Трето наградена е ученичката во прва година во Средното стручно училиште Перо Наков Кристина Трајковска во категоријата екологија, информира директорката Мила Живак Димковска. Награди и пофалници добија повеќе ученици од средните училишта во Куманово. Овој надпревар се организира од Народна техника на Македонија, Сојузот на Сдруженијата на младите истражувачи на Македонија, Наука на младите и Народна техника Куманово.
Овој натпревар за вас представува една перспектива и покрај целиот труд и напор, сепак на крајот ќе се постигне успехот, гордоста е голема. На надпреварот учествуваа 144 средношколци од целата држава, на кои учесниците имаа можност да презентираат научно-истражувачки проекти во 23 области на природните и техничките науки. Државниот надпревар на млади истражувачи од Македонија е поддржан од Министерството за образование и наука. Сите хумани граѓани и компании може да донираат храна во рамки на акцијата Нахрани 10.000, што ќе се одржи утре во рамки на неделата на солидарност на Црвениот крст од 10 до 18 часот на 29 локации во Куманово, Скопје, Битола, Прилеп, Струмица, Радовиш, Кочан и Виница, Гостивар и Гевгелија. Целта е да се потикнат граѓаните да донираат храна и да го подигнат нивното ниво на солидарност кон тие што немаат. Оваа акција се организира во рамки на неделата на солидарноста, што годинава од 15 до 21 април се одбележува под мотото "Вашиот прилог, значајна помош". Социјални групни семејства кои живеат во рурални подрачја и се од социјално ранливи категории. Според податоците со кои располага Црвениот крст во Македонија, 22,2% од населението е сиромашно. Во светски рамки во сиромаштија живеат 2 милиарди луѓе, 750 милиони во екстремна сиромаштија, а 800.000 во хронична глад. Во организација на Центарот за култура Трајко Прокопиев традиционално се одржа манифестацијата Маскенбал. Жири комисијата додели 4 награди за освоено прво, второ и трето место, но и за најдобра групна маска. Маската "Девојка од хартија" на Нина Тасевска го освои првото место на манифестацијата Маскенбал, организирана од Центарот за култура Трајко Прокопиев. При изборот на најдобрите маски, целта на жири комисијата првенствено беше да се наградат рачно изработените маски во кои е вложен труд, креативност, фантазија. Мојата маска значи "Девојката од хартија", за изработката ми помогнаа моите родители. Очекуваш ли дека ќе добиеш можеби некоја од наградите вечерва? Да, очекувам. Диплома и награда за освоено второ место на Маскенбал доби учесничката Нина Штериовска со маската "Подвижна енциклопедија", а трето место освои Ања Јовчевска со маската "Сребрена риба". Диплома и награда за најдобра групна маска доби маската "Чоколадца со посвета". Нашата маска значи чоколад. Со посвета. Да. Дали прв пат учествуваш на Маскенбал, организиран од страна на Центарот за култура? Да. Се надеваш ли дека можеби како групна маска ќе добиете некоја награда вечерва? Да. Учителката ни ја одбра маската и заедно со родителите ја правевме. Од кое училиште доаѓате вие? Од училиште Крсте Мисирков. Дали се надевате можеби на некоја награда вечерва? Да. И јас се надевам дека ќе добиеме некоја награда, ако не добиеме, битно е само да учествуваме. Јас сум Милица Јавановска. Која оделение си? Трето. Што е твојата маска? Ти учествуваш во групна маска? Да. Нашата маска е колаче. Со посвета? Со посвета. Кој ви помогна во изработката? Во изработката ни помогна учителката и нашите родители. На сцената на Центарот за култура на традиционалната манифестација можеа да се проследат најразлични маски, секоја на свој начин оригинална. Јас се викам Вилем, јас имам 7 години и уште малку ќе пунам 8. Добро, кажи ни, што представува твојата маска? Мојата маска представува невидлив човек. Од каде идејата за ваква оригинална маска? Па од интернет. Од интернет? Да. Се надеваш ли да некоја награда вечерва? Да, пошто јас сум прв победник во другата година. Максим, овој ми е мојот брат. Добро. Што му збореше, ама јас многу сакам да бидам невидлив човек затоа што никој не може да ме види. Јас сум принцеза. Принцеза, кој ти помогна во изборот на маската? Кој ти го купи или соши фуста? Мама. Мојата маска е диносаурус. Тече ми ја прави од картонот, а јас само си ја боев. Само твојата маска? Јас сум Сирена.
Па, мојата идеја дојде само од мене. Јас сакав да бидам сирена и Кој ти помогна? па мајка ми и тетка ми. Може да ни се представиш од кое училиште? Јас сум Елена Божиновска, доаѓам од Кочорацин, учам во 5-4. Мојата наставничка се вика Ирина Стасовска. Маската е прекрасна, се надеваш ли можеби на некоја од наградите вечерва? Благодарам. Па не знам како ми е среќата. Маскенбалот за деца и младинци се одржува врз основа на претходно објавен конкурс од страна на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Централниот караван на коалицијата Заедно напред денеска е на средби со граѓаните во Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка и Куманово. Пендаровски веќе се сретна со граѓаните на Старо Нагоричане и Ранковце, а во моментов учествува на граѓанска трибина на градскиот плоштад во Крива Паланка. Во 20 часот и 10 минути на градскиот плоштад во Куманово ќе се одржи централниот настан, граѓански митинг, каде своје обраќање ќе имаат заедничкиот кандидат за председател Стево Пендаровски и председателот на СДСМ Зоран Заев. А пренос во живо од овој настан ќе може да се следи на веб страницата на СДСМ и на официјалната Facebook страница на заедничкиот кандидат за председател Стево Пендаровски. По поразот од Металург Викендов, женскиот ракометен клуб Куманово излезе со реакција за, како што велат, нефер судење. Клубот очекува реакција од Ракометната федерација на Македонија, а е горд на своите ракометарки кои и покрај сите обструкции се бореле за добар резултат. Женскиот ракометен клуб Куманово викендов го одигра надпреварот против директниот конкурент за табелата во женската лига, составот на Металург, при што забележа пораз од 20-17. Меѓутоа, управата на клубот бурно реагираше на судските одлуки и ги обвини судиите Ѓоко Колевски и Сашо Кркачев дека им ја скратиле можноста за фер надпреварување. Во реакцијата на управата на клубот стои: тешко е да ги гледаш лицата на девојките и тренерот на теренот и покрај аут линијата, кои дадоа се од себе за победа за овие 50 симпатизери кои дојдоа во автокоманда да ги поддржат своите шампионки. Се боревме за секоја педа од теренот, за секоја топка, со срце полно желба за победа. Направивме се што можевме, но не успеавме да се избориме за фер шанса и да се носиме со одлуките на судиите кои одеа во штета на нашиот клуб. Сме загубиле и предходно од екипата на Металург, за која имаме само пофални зборови и суперлативи. За организацијата, работата, за успесите, за историјата, за спортските работници и ракометарки. Но денеска ние немавме никакви шанси да се надигруваме, а не да размислуваме за победа. И да, девојки наши, срцето ваше не може да се купи, ни да се уништи без калкулации се боревте и покрај огромните обструкции во играта од судиите се боревте. Горевте од желба за победа, со својот пот и срце на терен го заслуживте аплаузот од нас, наши единствени шампионки. Наклон до пот за сите кои дојдовте, за стручниот штаб, тренерот, аплауз до сите вас, ќе се бориме, не се предаваме, но бараме реакција за ваквите кражби и фер шанси за сите. Стои во реакцијата на ЖРК Куманово. И додека Металург славеше за затврстената прва позиција на табелата, составот на Куманово и натаму ја очекува реакцијата од страна на Ракометната федерација на Македонија. Македонскиот кикбоксер Даниел Стефановски, кој по потекло е од Куманово, стана светски шампион, откако го совлада Софијан Алилуше од Франција за светската титула ИСКА. Со победата на Алилуше, Стефановски ја освои титулата светски шампион по К1 правила до 81,5 килограми. Во продолжение вестите од Македонија.
На председателските избори, чиј прв круг треба да се одржи в недела, ќе може да гласаат 1.808.131 избирач. Според член 81 од Уставот, победа во првиот круг за некој од тројцата кандидати, Блери Мрека, Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски, може да им донесе мнозинството гласови од вкупниот број избирачи, односно 904.066 гласови за кандидатот. Доколку не се случи изборот да биде завршен во првиот круг, во вториот круг одат двајцата кандидати што освоиле најмногу гласови во првиот круг. Според член 121 став 3 од изборниот законник, во вториот круг победува кандидатот што добил мнозинство од гласовите, доколку на гласачките места излегле повеќе од 40% од запишаните избирачи, односно 723.253 гласачи. Доколку и во вториот круг ниту еден од двајцата кандидати не добил потребен број гласови, се повторува целата изборна постапка, вели член 122 од изборниот законник. Дали ќе се прогласи епидемија на морбили во целата држава, утре треба да одлучи Комисијата за заразни болести. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, од 6 до 12 април биле регистрирани рекорден број на нови случаи во споредба со претходните недели, односно 126 случаи, што е најмногу од прогласувањето на епидемијата досега. Во моментов епидемија е прогласена во Скопје, Тетово, Куманово, Гевгелија, Кичево и Струга. Заразени со морбили се и здравствени работници и пациенти, но и бремени жени. Малопродажните цени на бензините се зголемуваат за 2,5 до 3 денари, а на дизелот за 1,5 денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. За 3 денари од ноќеска на полно ќе биде цената на Евро Супер 95 и ќе се продава по 71,5 денари за литар, додека за 2,5 денари се зголемува цената на Евро Супер 98 и ќе се продава по 73 денари за литар. Малопродажните цени на Евро дизелот се зголемуваат за 1,5 денар и ќе изнесува 62,5 денари, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство ќе изнесува 51 денар. Се зголемува малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 34,45 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели изнесуваше 70,42 долари за барел, додека курсот на денарот во однос на доларот изнесуваше 54,67 денари. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со услови за дожд, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура се искачи до 12 степени, а минималната беше 5. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со дожд, а ќе дува северозападен ветер. Деневната температура ќе достигне до 16 степени, а утринската ќе биде до 1. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.